Зоки, поканивте оваа емисија, од тука сакаме на серијал да почнем да правиме за кочани, не исклучиво за кочани, со мои некои пријатели, тоа меѓутоа за теб те одбрав за првата емисија, не ради друго, ради тоа што ти се со една благодетна работа се занимаваш, односно за член си на тоа Сдружение за здрав живот во Кочани, и тоа е доста актуелна тема. Па сакам на таа тема да поразговараме, мислам без одредени прашања. Додека се ви стигнани работите и со paper mill, и со загадувањето на водата, и со главната депонија, со тие работи? Како прво да се заблагодарам за поканата во оваа прва емисија. За мене е чест, нели, што си има да се сетено дека за оваа тема треба да се разговара. Иначе за граѓанската иницијатива Одбор за здрав живот во Кочани, на која е сега оформена и на која сум председател, самиот старт на оваа идеја беше и во некои други издруженија кога почна. Загадувањето кое paper mill го имаше во голем обем во Кочани, кој сите го осеќа, и требаше да се случи нешто за да почнеме да се организираме и да застанеме против ова загадување кое го загрозува животот на граѓаните. А дали извини точно идејата да мислам информацијата што процури низ градот овие денове дека луѓето што биле вработени во paper mill се веќе нападени од работа, дека наводно ќе се затвара фабриката? Да, така и јас слушнав, а дали вистина немаме официјално известување од фабриката, но јас слушнав исто дека се подбират од луѓе кои работат таму. Дали е тоа вистина, треба фабрика да се произнесе и што планира во иднина со фабриката. Сите имаме, знаеш, поколение, нели нормално тука у Кочани, меѓутоа тоа загадување на воздухот многу негативно влијае, знаеме, на се, значи и на почвата, и на растенијата што се хранат од почвата, меѓутоа и на дишните патишта на луѓето. Тоа никога да се реши. Добро, вие стапувате во контакт со многу луѓе. Дали од Кочани имахте некоја поддршка, бидејќи има луѓе вработено во локалната самоуправа што си взимат добри парички за тоа добра плата. Слушам дека не се испилиле од канцеларите таму, нека да излават надвор. И како не идоте вие кај ни на вашите барања? Поголем дел од тие што треба да се вршат работата не ја работат својата работа. Јас тоа го кажав во повеќе медиуми и во скоро во секој изјава дека институциите потврдија во потполност, но дека постојат луѓе и во од Кочани и кои учествуваа во да кажам поправањето на оваа состојба во Кочани, имаше и уште има и сега работат на истата тема. Некои се во институциите, некои се надвор од неа и секој во својот дом колку може да допринаса. Дека има разлика од порано и сега, тоа е евидентно. Како ќе се заврши сето тоа ќе видиме, но дека гласот на народот мора да се чуе и дека мора да има еден рефлектор кој ќе ги коригира овие аномалии, тоа е неминовно. И ние пробавме да ги собереме сите тој луѓе на едно место и да знаат дека Кочани е живо, дека не може да прави кој што сака, дека ќе се бориме за нашите животи по цена на се. Иако во текот на овие веќе 3 години, 4 колку е не само за оваа фабрика, него воопшто за борбата за здрав живот. После ќе одеме за долека за индустријската зона со некој разговор. Сакам да кажам дека не беше пријатно и дека имаше, па не можам да кажам закани, но некои добронамерни совети да се откажеме, дека постојат некои како да кажам здружувања во овој град кои се многу опасни и дека треба да внимаваме, но сепак животот на нас и на граѓаните и на нашите деца. Така, имате деца, вие помладите имате деца и ние имаме внуци. Немаме избор, може би се повлекнат. Па треба да се грижиме за тоа, за нивното здравје. Меѓутоа мене на работа мене остава зачудува. Првиот протест кој настана, тоа негде 2017 беше, ако се кажеш кога беа пожарите према Осуговските планини кога беа. Првиот протест едни дечки го организираа, јас не знаех да правих банери, јас си кажувам, ако знаете да правите банери, повикаа, беме двајца представници од медиумите, јас и од Канал 8, на првиот протест зборам, и само 12 луѓе. Ја и прашам, дека се другите, па ти знаеш, вика, вие сте млади, вие ќе завршите работа. Тоа сакам да го поврзам исто кој беше на летната сцена, ако се кажеш 2019 Орце Николов кој ја организираше работа, имаше преку 1000 луѓе. Сите протести што беа после тоа имаше околу 200 до 300 луѓе, што си ти, мислам, учесник на ние, знаеш дека е таа бројка. На што се должи сето тоа? Луѓето како да се плашат, како да остават секој, ја, например, да му се грижам за неговите деца, за неговото здравје. Зашо? За да седе во трговски центар, да пие кафе или да си прави забава. Мислам, не е уред тоа. Имаме секакви луѓе, но еве, моје размислување дека во овие 30 години е убиено, како да кажам,
желбата на луѓето и за да се бори за подобро утре за себе и за децата, има револт секаде. Кога би имало некој тајно гласање, веројатно 29% од луѓето би гласале за оваа наша борба. Но сепак кога ќе дојде ред да тој излезе на сцената и тој да настапи во редовите... Политички да не го видат, нели? Политички и политички политиката мислам дека е главен фактор од кој луѓето се плашат и кој се кочничар на сите процеси во државата и во Кочево. Па тоа ако ги видат политичари, нема ќе речат че од партијата чекаве што траш ти мајка си таму кога не бива тие работи така и нема да има работување, нема да има друго, знаеш, паѓа му рейтинг на него. Имаме скроз погрешно размислување. Фокусот ни е сосема на друга страна. Политичките партии треба да се збир на луѓе кои имаат иста идеја, но кај нас тоа е сосема различно, кај нас тоа се третира како клуб за кој навиваш или не и по цена на здравјето на своите деца не треба да ги бравиш боите на било кога, па најмалку ни на партија, нити на било која институција. Ја да поврзам малку работата, гледаме ги сликите тука, што нашиот модератор ги става тука од дрон сликани загадувањата од Paper Mill што е. Меѓутоа не е само загадувањата преку воздухот, Paper Mill загадува и преку водата. Сведоци сме за, ако се каваш на еден голем помор на риба тука кај Градовски мост што беа. Тоа беше многу голем помор на риба и мислам дека у Градовци сега, мислам по реката нема толку риба како што имаше едно време. А знаеме дека беше реката богата со мрени, а мрената живее у чиста вода. Меѓутоа мене на работа ме загрижува. Искрено ти го кажувам ова, секој пат кога протестираме, земјоделците не доваѓат да не поддржат на протести. Зашо не доваѓат? Ја ги сега јавно повикувам, ево да дојдат да не поддржат на протести. Оваа вода што ја гледат на сликата, таа вода ја загадува земјата. Со земјата загадуваат плодовете, они што ги берат, они ги продаваат на луѓето плодовето. Што би се десило како пред неколку години што дојде директорот за храна и најде им некои неправилности у производените, ево кај ни конкретно оризо, и објави го јавно, сите цели ориз, целото зрно им остана на амбарите. После кога ја ги грешилова и дека ајде друг сме ние го нема, ние како кај нас што викаме се политички врзуваме тие работи, што ние некаме за политика да дискутираме. Ме интересираш зашо земјоделците не дојдат да не поддржат еднашка. Ево јас сум присутен на тие сите ваши што се биле таму, не дојдат. Може како здружение нема дојдено да не поддржат и да дојдат како официјално како здружение, но поединци доаѓаат. Јас знам луѓе кои ми имаат контактирано таму и слики кои ми праќаат нон-стоп и од Paper Mill. Ама они у Облешево се соберат на пример 500 луѓе. 1000 луѓе се соберат у тоа, а ние со овие од градот собереме 200-300, што нема логика малку. Па да, ама и там е поединечно, значи. Истата причина од која што ја зборевме за граѓаните, можеме да кажеме и за земјоделците. Нема разлика. Воопшто истиот концепт во државата е дека веќе никој не се буни за никаква аномалија. И тоа е најголем проблем кај нас. Значи ние ги имаме извртено, имаме етичка криза во која сите вредности кои ги имавме веќе ги немаме. Сега тие криминалците ги нарекуваме бизнисмени, ги неморалните ги нарекуваме учители, така да се е наопако меѓу другото и луѓето кои треба да се борат за себе не се борат за себе. Така да оставаат и мислат дека еве се е изгубено и тоа е завршена работа, а не е така. Значи доколку сите луѓе станат и се бунат за своето право, ќе имаме напредок и ќе имаме барем некој привид дека ако некој планира да прави нешто лошо на луѓето овде, дека некој ќе даде отпор. Во овој случај еве гледате дека не земјоделците, него воопшто граѓаните не пружат отпор кон ниту една аномалија што се случува во општеството. Па така и загадувањето како јас зачувувањето на животната средина го гледам како еден цивилизацијски чекор во развитокот на луѓето. Значи кога ќе дојдеме на ниво да збориме само за зачувување животната средина, значи дека другите работи ги имаме решено и дека веќе размислуваме за своите поколенија како да им оставиме една средина во која тие ќе живеат здраво. Без зачувување на животната средина не можеме да збориме за ништо. Амбиенталниот воздух кој вие го покажате и овие слики не може да кореспондираат ниту со една бања од топлата вода која ќе направиме во иднина и ќе кажеме дојдете да уживате во во бањата која води. Да, што нема логика. Така да не е загадувањето само проблем на луѓето и здравјето, за кој никој не сака да го докаже, не работат институциите да кажат колку луѓе и кои се болестите кои ги имаме во последните 10 години зголемено да направат една студија или анализа. Никој ништо не прави. Па не се тоа кажаме тоа се од кои причини, се некој поврзани со секој со секој, можеби и секој ако почне на некоја работа да гледа малку под мачката доздоле кај што ќе му стават под перничката нешто и после пиленцето си отишло. Он не е заинтересиран веќе да тера таа работа. Paper Mill да е само загадувач у Кочи не е загадувач. Не. Јас знам дека од време се кавам си, пуштале се ми на мен на портало, доста слики се ми пуштале, луѓе што се греат на остатоци од ткаенини у фабриките, што исто тоа голем загадувач.
Што мислиме ни индустријската зона доле, што е старата индустријска зона, не е загадувач на излазот од Кочани? Там е загадувач. Там има оджаци што чадат, тоа е страшна работа. Ама нема кој да го спречи. Тоа го збориме, значи луѓето што взимат плата не се заинтересирани, они не може да се испилат од нивните канцеларии. Нали им е поважно да сијат на работа, да им отчука тоа саатот, да дојде там 16 часу или 15 доколку работат, на први да им стигне платичките и ним не ги интересира, му едноставно не ги гласи. И ако им го кажеш тоа отворено, чекаве луѓе, не бива тоа така, одма ти не чинеш, ти си оваков, ти си комуњар, ти си северџан, ти си војвода. Значи сакам да ти кажам, луѓето кај нас се плашат истината да ја кажат. Не е само овоа, дали имате како здружение размислување како да се провери и индустријската зона доле, како и други работи? Ние до Советот на општината имавме веќе барање да се постават 3 мерни станици, во која едната ќе биде во индустријската зона, едната во зоната втора индустријска зона кај Пепермил и третата во центарот на градот. Сите тие ќе бидат врзани и во секој момент ќе знаеме точно во кој момент градот е загаден, каде е локацијски и многу полесно ќе биде доколку службите имаат желба да реагираат во моментот. Но со самото поставување на тие станици ние би имеле превенција, бидејќи луѓето што се дали во индустријскиот дел или овде во зоната кај Пепермил би имале да кажам можност да загадуваат тие доколку знаат дека има просветна станица, тоа ќе го нема да го прават. И превентивно тие би делувале 3 станици. Во општината ни одобрија едно, значи Советот на општината изгласа една мерна станица, не 3 заради од финансиски причини, не знам од кои, но мислам дека до крајот ќе најдеме начин дали колку кошта една мерна станица, дали имате околу 5000 евра. 5000 евра. И овој град на толку бизнисмени нема 5000 евра пари да онаде. 15 треба за 3 така. Што треба 15? За 3 мерни станици. 3 мерни станици 15.000 евра, ајде, ќе одеме на многу на политика, речеме политика, нема да дискутираме во емисијата. Точно е. Толку бизнисмени има, значи никој не е загрижен за здравето на своите деца, а парите им стоат, а не е целата среќа у парите у животот. Ја мислам така дека е. Да, но не само бизнисмените, 15.000 евра, ќе видиме сите фактури кои во оваа општина и за кои работи се даваат пари, 15.000 евра не е ништо. Ако тоа значи дека во иднина нема да имаме загадување или барем ќе ги одврати некои загадувачи да почнат да размислуваат. А може ли пак да се активира тоа на Советот, кога е донесена таа одлука? Мислам дека минатата година беше. Минатата година, па можеме да го активираме сега. Има луѓе стербес у Советот што можат тие работи да тражиме да ги кажат. Една од тие, секој некад да спомнам, од која партија, како Единка Шкулезе жена, дека и она има доста наш поддржувач, доваѓа со на протестите на тоа и дека мислам дека може со неа да се разговара, да се најде начин. Ако се веќе нашло начин за 5000 евра, уште 10.000 евра, како е да ќе се најдат. И можеме да се откажеме од многу други бенефиции, па може да се откажеме и од ручоци некои тамо што се прават. 2 ручока да се откажат, тие една мерна станица. Не само тоа, има меѓународни организации кои бараат проект, кој би бил доставен, кој ја мислам дека ќе имат желба да го финансираат. Значи само треба желба и работа да се тоа имплементира. И значи вие сега како здружение само да останеме на тоа за индустријската зона, ќе одите ли да ги следите и таму работи или имате луѓе секаде? Да, секаде. Кои се ви други жаришта освен Пепермил и индустријската зона? Ево кај според сега слики кои имаат праќано граѓаните, бидејќи ние немаме служби кои тоа би го правеле професионално, но луѓето ни праќаат слики нонстоп. Тоа се од индустријска зона, таму во пределот од кај Китго и тој таму шумарство, не знам што е, Житорис и гробишта Кочани. Од таму имаме слики и од индустријската зона имаме слики. До сега фокусот ни беше на Пепермил, но тој не е единствен загадувач. Сите се крија позади него, бидејќи кога да се случи големо загадување, ние секако прво. Сега не работи. Сега не работи, значи доколку. Значи па е загаден воздух. Во овој момент не е толку загаден воздух. Па не, ама загаден, значи он е тај што го е по тука процентот на загаденост што го е подигал. Најмногу, али има и други кои се имат криено зад него и кои еве така во тај уход се кријат, уход се кријат. Паричките им се битни. Но ние тие полесно ќе ги решиме од овој, според мене. Доколку овој се реши, оние другите ќе бидат многу полесно, бидејќи ако нема позади кој да се кријат, ќе излезат на видење. Октомври, ноември месец, ако се сеќаваш, еден од проблемот што се ви на граѓаните беше после 3 години пак, после 2 до 3 години пак чадењето, да кажем, на главната депонија, која гореше. Јас тогашниот директор на водовод стапил контакт еднашка, мислех дека ќе се налутеше, нон-стоп го прозивах, мисля фирмата негова прозивах и депонијата дека се загадува.
И он ми рече, вика, не е само до нас, треба да се разговара на повисоко ниво у градот, да се најде начин со тоа некој алги таму да се задуши. Како е тај начин на тоа, вие сте сигурно запознаени? Да. Па една година имаше многу голем пожар, ако се сеќавате, во депонијата, беше веќе се сеќаше во сите делови од градот. И имаше страда да се прошири на овие зимзелените дрвца да оде према црвена нива. Да, но тој чад што го произведува депонијата е многу поопасен, може да кажеме, од чадот од пепермил. Ако е концентриран, на пример кога Кочине било поблиску до депонијата, тоа било многу поштетно од овој чад, бидејќи таму горат секакви материјали кои се канцерогени и тоа мора да се реши по секоја цена. Идејата како тоа да се реши, има фирми кои ги третираат тие со алги, алгата прави влажност и не дава внатре да се ствара метан кој подоцна го прави тој пожар. И тоа е во општина Кочен има издвоено средство, не знам колку години беше, и 2 години поред го третираше, да кажам, во поголем интензитет и немавме пожари. Потоа не знам што се случи, да, еве предходната година пак имавме инцидент. Да, тендерите не можеа да ги најдат, може да оправдано беше за предходната година, затоа што знаеш дека на 2 месеца пред избори не смеат ништо да се презима тој и кој да подпише нешто за да се направи. Од аспект на граѓани нема ништо оправдано. Значи, дали системот функционира или не, тие тоа треба да го мислат. Граѓаните плаќаат се и не ги интересира, нормално е. Јас бев на состанок со граѓаните од Бели, кога видов како тие живеат. Јас не размислував дали тендерот треба да биде 2 месеца пред тоа или после тоа. Треба да го мислат институциите кои се тоа се задолжени. Па се спаѓа кај ни тоа, они се долеку дупка и први се на удари. Ама и таму има дечиња, и таму има млад свет што сакат да се што се куки направија нови, ти гледаш у Бели колку се граде сега, луѓето се враќаат назад, вика си подалеку од градот, ида малку почисто ки ми е горе, ама за жал не е така. Од кај ни почна и овај големиот пожар за Илинден, ако се сеќаваш минатата година. Се сеќавам, да. Таму преку други организации имаме доста набавена опрема, значи кога зборим за граѓански активизам, и се надевам дека сите ќе дадат некој допринос. Јас сакам да им се заблагодарам и на другите здруженија, посебно и овие за противпожарното друштво доброволното, за спасувачите сега горски кои даваат дел од себе бесплатно за овој град биде колку толку помирно да спие кога е тоа во прашање. И доколку сите дадеме дел од себе за некое прашање, веројатно во Кочине ќе имаме малку Ама не е само наш депонијата, секој ден сме низ градот, движиме се, гледаме какви има загадувања околу контењерите. Ја мислам дека још совеста кај луѓето не е размислена. Он дојде кај мене се случувало, ја у Трговски живеам у стариот блок, случувало се некоја госпожа ќе мрзеа да спадне доле, ќе што да фрли ѓубрето преку тараста доле ќе рокне. Не е битно, она не ја интересира дали луѓе минат и дали тоа ја загадува средината. Не ја интересира тоа. Не ја интересира да си седне дома, да си пие кафенце, да си лакира ногти, да си седне и да си фрли одозгоре од зград. Што не е само случај таму. Сегден се жалат. Ево од зградите тука у Калиманова глава исто тоа кажува дека се е случувало. Значи, ја зборам, луѓето, викаме, не се едуцирани. Како не се едуцирани од 21 век, ако не се едуцирани, се са по странство, одат там, гледат едукации, гледат некои работите и се исто вртат работа. Ама те не бива ова не бива. Контењери ставија подземни. Значи подземни контењери. Ја ти гарантирам, имам фотографии што луѓето што ги чистат контењерите, кога ги подигнат пред контењерот кои идат да собират го сметот, тоа е два трактора да напуниш, кога ги дигнат контењерите празни. Они не треба да се плашат. Не значи ако бркне раката, он унатре дека некој ќе му повлече раката. Они ош тоа ги не е за смење, тоа е истина. Тоа е не од неедуцираност, од некој страх, од некој проштетилук. Чекаме, и ставили ти за шишињата, и ставили специјален контењер тука кај трговскиот центар, кај Карши Балкан Лукс, кај што беше едно време. Ставили контењер, они не од шишињата да ги фрлат таму, они шишињата идат, фрлат си ги од другиот контењер. Зашо? Тука ќе било 10 метра подалеку. Или сабалиња кои ги чистат кафулињата или некои други там ајде може и овие горе што се да кажам, пицерите. Стават там кафе си истура у тие кесиња црни и кога го влечат, може да видиш по трговскиот центар пред една година го направија колку е загаден, колку флеки има. Тоа е се од нецивилизираност на луѓето, од неупатеност. Ја мислам дека тука градот малку затајува целата работа. Еден апел имаме да се почне од централно градско подрачје да се стават едни камери. Тие камери колку толку тие нема на некој како некој што кажуваат интимата ќе ми изруши. Која би интима, ти голе одеш низ градот, интимата ќе ти ја наруши. Која интима? Па тоа нешто ако се случи, тогаш се отварат тие камери, не ги секој злоупотребува, кој ќе ги злоупотреби, знае се кои се последиците.
Неле добра идејата да се почне од централното градско подрачје и полека да се шире градот, се покрива. Кочи не е мал град. Случуваат се многу лоши работи. На спомени кои имаше вулгарни, ако се сеќаваш, графити направено. На салата спортска доле исто. По Трговски имаше исто. Кршат се нови клупи, кршат се. Тоа е се на уштрб на нас граѓаните. Ние од джепот тоа се плаќаме. Да. Па вака, најголема битка во екологијата е битката за свеста на луѓето. И таа битка за како да се промени свеста на луѓето треба да почне од градинки. Значи, уште таму треба луѓето, децата да ги учат дека секаде што оди се е тоа на негова земја и дека треба да ја сака, ако ја сака татковината, треба пред се да ја чува. Што е патриотизам? Ние имаме исто пак погрешно гледиште, значи патриотизам е исто така да го фрлаш ѓубрето на местото кај што е за да ја држи чисто околината. Сите се воодушевуваме кога одеме по Западна Европа, еве конкретно во последно време во Словенија имам повеќе пати одено и тоа е и сите се воодушевуваме како е таму, е тоа не е само од себе, туку граѓаните се за тоа заслужни. И ние треба сите да бидеме нели со една иста свест дека се тоа што е околу нас е заеднички дом и дека треба да го чуваме. Но тоа не е така. Затоа постојат законите кои тоа треба да го стават во некој си тек. Дека треба камери, треба. Тоа го ние најавно на нашата група го збориме веќе неколку години. Се разбира дека има законодавство, но дека е тоа иновација и дека тоа прв пат ние во светот би го направиле, тоа не е така. Секој голем град во Белград еден дечко од Сплит удави се у Сава или Дунав, дека се беше удавил, шо го знам сега. Тржија го толку време, значи него го открија се му открија дека се е движил од како зе, благодарение на тие камери, по какви не улички има. Значи тоа е, камерата е веќе потреба. Камерата не е луксус. Остај они што се за нас што кажуваат, тоа е скапа инвестиција. Абе скапа инвестиција, да, скапа инвестиција, ама ќе земете, ќе платите. Не може ние советниците на нас пријатели имаме меѓу нив. Тачно е, имаме и непријатели, што е најнормално. Ама кога седеш да разговараш со нив, ја мислам дека и они треба да бидат свесни дека треба да дадат допринос да се најде начин да се купе тоа. Ти убаво кажај, има невладини организации. Тие невладини организации знаеме колку за проекти взимат пари. Тоа е смешна работа да земе да се покријат со камери. Ќе коштале 20.000 евра. Големо чудо 20.000 евра коштат. Па сега 20, до години нови 20 ќе се обезбедат, па нешто ќе се направи. Се оставаме некој друг да ни ги решава проблемите. Се надеваме дека некој странец ќе одврзе кесето, ќе дојде, како еден градоначалник што беше кажал кога да даде Светска народна банка пари, вика да дони пари за 10 улици, ама ние ќе направиме 12 улици. Кој може 12 улици да направиш чергата ако ти е 4 метра, а собата 4,5 метра, ако теглиш од крај до крај да свршиш, ќе се скине таа черга. Значи нема да биде квалитетно изработено. Значи се некој оставаме стихено друг да ни обезведе пари, ама ние да командаме со парите. Тоа не е можно. Значи постојат правила на игра и ние треба да ги почитуваме правилата на игра. Дека постојат фондови што можеме ние да црпиме пари секако, но дека тие фондови бараат да ние се однесуваме на одреден начин и да нашите проекти ги правиме по некој зацртан терк, тоа мора да биде така. Ние имаме многу мала искористеност на сите фондови кои Македонија има пристап. И тоа и во сите извештаи кои ги дава владата секоја година, тоа е евидентно од фондовите кои се на Европска унија, па и оние кои се така за хуманитарни цели. Скоро никаде немаме искористено фул капацитет, а сега за како кажем ги се пофалуваме земите во околината меѓу кои еве и Бугарија дека има голема искористеност на европските фондови. И тоа се гледа на терен и на патишта, и на развојна индустрија, и на развој на цивилен сектор. Ние значи треба сите заеднички и општините, и невладениот сектор, и луѓето кои сакаат да допринесат, да најдеме начин, освен тие фондови, ние да собереме други некои средства и средствата кои се за тоа наменени од буџетот, за да добиеме проекти на кои донесат бенефит на овие граѓани кои живеат во Коча. Има начин, проекти се прават, аплицира се, може да се донесе, може и некои ама тоа е, збораме о градо, не е само да седнете вие, вашето здружение да го направи тоа. Треба да имате поддршка, цел град да застане за вас, да застане локална самоуправа за вас. Градоначалник кој е склон на разговори, мислам така, јас со него имах некои разговори, сега не е проблем со него да седне да се направи нешто со игралишто, почнаме некој, ти знаеш со таа идеја, мислам дека ќе се реализира натаму. Меѓутоа ние за екологијата се надеме. На вас како здружение, не знам дали ви смета, на мен ми сметат лично каблите што се оставија од овие кабловските телевизии. Сите што отворија кабловските телевизии, аферим, тоа е секој сака да отворил фирма, сака да заработи од неја и ставил. Меѓутоа кога изгасне фирмата, он не ги трга каблите од згоре. Тие кабли носат со бакарна жица. Бакаро знаеме дека привлечува гробове, се привлечува. Тоа е исто штетно.
Тоа исто штетно нарушува ја околината цела. Многу дождове, па многу дождове расипат го плодот што треба да го береме, не стаса, не онаде, само формално го гледаш. Као гледаш една круша од пожатела, убава, викаш за скине, јадеш унатре трат. Тоа дали имате вие некои размислувања да стапете со луѓето у општината или на совет да се даде преку некои ваши идеи таму, како тај начин да се реши? Мој, например, конкретно е дека може они локална самоуправа да ги повикат тие што се били оператори, да тражат писмено да им се однесат дали им требат каблите, дали сами ќе ги тргнат, доколку не ќе викнат луѓе од Евана, со помош на Евана, ќе додат ќе кажат кои са нивни жици, тие окей, другото се сечи и да се... Не ги знам договорите кои ги имаат кабловските оператери со општината, дали имаат обврска тие да ги тргнат, доколку во нив има бакар, ќе се најде секаква фирма која тоа била направила и бесплатно. За бакар, апсолутно. Само да се тргнат, само треба некој да ја придвижи таа иницијатива. Ние до сега го немаме тоа направено, но еве идејата е одлична и би сакале во такво нешто ако треба да учествуваме некако. Не само што привлекува. Еве сега имавме една големо невреме во Кочини во кој имаше спој на жиците, еве тие жици имат направено проблеми во едно мало, баш така ми кажаа граѓаните колку е вистина, дека тие се вплеткале во Евана во жиците и направиле спојки и така има опасности од пожари. Зошто тоа да се го дозволуваме кога можеме да го решиме превентивно, така доколку еве општината смогне сили тоа да го реши, може мислам дека многу лесно. Сигурно тие имаат и некоја шема од Зоки, они може да го решат. Значи, ако се сака, ако има си желба, се може да се направи. За ова не треба пари. Овие дивите што се, ајде да кажем, собирачи на гуми, знаеме како палат гумите. Тоа не може да се реши. Значи, тоа со години сите тражат граѓани да се реши, ама тешко да се реши. Значи, секој пат кога си иде, се одеме на тоа. Човеко нема парички, може му требат да купе си лепче, да се тоа. Он за да изгоре многу гуми, за да изваде го тај бакар, нели у гумите има бакар, у каблите има бакар нешто. Тоа ќе го собират. Или конфискувај му го тоа. Леп не малки си купе, он ќе најде начин друг леп, да ќе работи способен, не да не е способен. Ама ние ги многу толерираме. Законите ги толерират. Кршењето на закон не смее да биде во никој случај. Тие треба со закон да најдат како на тие луѓе да ги изгрижат и да им дадат адекватен начин да заработуваат за леп. Ако продолжиме ние со ова темпо, дека секој си тражи лепче, ги крши законите и го загрозува другиот, во тој случај ќе дојдеме дека дилерите на наркотици еден ден ќе речеме, оно тоа живее, еве си направил куќа, има кредит, дали треба и него да го толерираме? Значи, ако продолжиме на овој начин, ќе го изгубиме, како кажам, тлото под нашите нозе, а тоа се законите и уставот на оваа држава. Значи, има закон, има устав, треба да е еднаков за секој и секој треба да подлегне на законот без разлика кој е, каков е или што е. Толеранција не треба да има за никој што го загрозува здравјето на другиот човек околу него. Дека поддржувам дека системот треба да најде начин да им помогне, тука дилема нема, никој не треба да биде гладен. Така, 21 век. Да се вратиме на назад, значи не било вака, значи нешто се случило, па имаме сега аномалија, треба да ја решиме. Значи не палат гуми. Ама не ради таа аномалија да страдаме сите со здравјето. Апсолутно. Значи еве нека кажат дека во Амстердам ги палат гумите сите луѓе за да живеат од бакар, нека кажат дека тоа решение. Не е решение. Значи сигурно постои друг начин како тоа може да се реши. Само треба да седнат и да почнат да работат на темата. Не, мислам дека кај нас и законите не си топката се префрла едни на други. Ја разговарах со луѓе што се ќе ти кажам од полицијата во една прилика за многу аномалии што се случуваат у градот околу загадувањето на тоа. И они имам сознание дека иако пријават го у судо, тоа некој да го решава, дека тоа се некако оде на тоа кај нашто познато уху, дај пријател ми, дај да не греота е, дај да видиме која се ама се утре ни се на сите односно ни се удара. Еве за струјата ни се удара сега веќе, значи дојдовме до тоа, значи има некои не плаќаат струја 15 години, некои плаќаат и дојдовме до тоа дека веќе нема каде и ќе почне веќе да имаме проблем со струјата. Истото ќе биде за се друго. Значи секој проблем кој го оставаме ние сега под чергата што викаме во Кочани, на крајот дојде и дека кога ќе се трне чергата ќе имаме големо ѓубре. Така и многу те проблеми кога ќе трнеме чергата, доколку не ги решаваме еден по еден, ќе ни се струпаат толку да веќе
веќе нема да бидат решливи. Ќе дојде до заглушување на системот и луѓето ќе почнат со самоорганизирање. Тоа ни следи во идниот период доколку не застанеме и кажеме дајте да правиме државава како треба, градот како треба и секој да работи работата за која е платен. Доколку не може, доколку сум инспектор, а не можам да ја работам, чесно е да бидам таксист. А има луѓе кои завршили школа и кои без проблем ќе ја завршат работата според законот и уставот на Македонија. Ја па радуваме сепак мене еден друг показател дека не е само членови на здруженијето кај вас што се и некои други луѓе, ево, што ве поддржуваат усе, има и луѓе што едноставно си се грижат природата да им биде чиста. У една прилика, јас на тебе лично ти се ако се сеќаваш, еден пријател јавува ми се преку дента и ми кажува, вика, знаеш што, има луѓе горе на мала река со джипове странски, скопски регистарски таблички, прават некои мерења, сакат да слушам, uz мобето сакат да отварат некоја мини хидроцентрала. И тоа го ние знаеш дека го објавиме, дека е така. Одма после колку 10 дена, 15 имаше масовно сечење на дрвата. Тоа да се пресечат тие дрва, тоа знаеш колку треба. Тоа треба една недела да се сече. Ако се моторни жаги, една недела значи терено да се изчисти. И пази за една недела никој да не најде за сходно да чуе дека некој диво сече горе, а толку беше направено. Беше голосек направено. Значи беше се актуализирала тоа. Ја на децата кои им дадоа на модераторот кој му дадоа некои слики има тамо за мала река што е за мини хидроцентралата, има ја одлуката, некој им дал на тие луѓе согласност да прават тоа. Ама чекайте, за да даде тај согласност, значи ако е избран од народот он да прави што сака, значи па луѓето треба. И многу ми е мило што се заангажирате многу и тоа е за сега стопирано. Сега за сега. Но нема одлука дека тоа ќе биде прекинато. Да, ама јас друго ќе ти поставам прашање. Пато што воде до мала река. Тај пат знаеме од дека оде. Од стариот мотел до новиот мотел е катастрофа. Предпоставка. Одеш, ловеш риби, камионо влече нагоре материјал натоварен како што сам на тие румби-тумби дека се свлечува земјиштето, се падне камионо, загине некој доле. Кој ќе сноси одговорност? Никој. Ама не може никој да не ја сноси одговорност. Држава до сега никој не сноси никаква одговорност. Ама никој не сноси, ама нас не треба тоа да не загрижи. Прво тај пат ја локалната самоуправа го одржува. Не, тие нема дозвола да го користат патот. Тоа им го кажавме ние и на општина Кочани. А од што ќе го користат? Дека таа роба ќе со хеликоптери ќе ја носат? Требало да размислуваат пред да им дадат дозвола. Тие тој пат не може да го користат нити заради тежината на возилата, ниту имат дозвола за него. Така да ако сакат да прават таму пат, треба да најдат друга траса. Доколку прават друга траса, значи уште сеча, уште уништување на шума, уште нешто. Дали вреди сето тоа за струјите кои тие ќе ја добијат? Дали тие 30 години не размислуваат за енергетска стабилност? 30 години никој не прави некои стратешки размислувања за гасоводи, за големи хидроцентрали, за не знам, за било кој друг начин кој еве сега гледаме во Германија зборат и за водород. Ништо не прават, сега се фатиле за некои централи кои не може да произведат струја ни за три семејства. Чека сега, тоа не е тоа ме доведува до мислење дека економската оправданост не е водилка за инвеститорите, туку субвенциите кои државата ги дава на нив. Така да тоа се случи во Босна. Во Босна има веќе одлука дека ќе ги прекинат централите, значи дека треба некој да погледне што се случило таму, што се случило во Србија, веројатно истото се случило и кај нас. Ама истото е. Па колку реки се уништија во Босна? Многу. Па не само и флората и фауната. Ами нема жив свет. Река што е да ево имаме луѓе од Кочани што се живеали у Мостар, што се дојдени тука сега да живеат. Мојот пријател Тони ми кажувал лично, вика, ние вика од Неретва пиехме вода, бањаме се, пиеме вода, Неретва најчиста река беше. Сега Неретва беше почнала да се загадува. Тоа они најдоа начин. Значи совеста кај тие луѓе многу побрзо. Ја кај нас мислам дека се како да ти кажем на некој инат, на некоја самобендисаност, дека ние сме тие што зашо ние ако кажеме така ќе биде, не може така да биде. Треба да гледаме сите да биде, ако биде за мен добро да биде и за тебе и за за сите да биде добро. Така е. Иначе ако продолжиме вака, утре ќе немаме ни риба, ќе немаме ни вода за пиење, па ќе немаме нити што преска што го почнаме од почетокот мовето за овие што со загаденоста на реките почвата се загадува. И што ќе имаме тие генерации од што ќе живеат надале. И за таа централата што требаше се прави. Гледаш онака каков интерес побуди кај луѓето. За колку кратко време ојдоа копачи на злато таму. Сега имаше слики поставено. Да, имаше некои теории, кај нас, да. Имаше дека имало, не знам што,
Ама сето тоа, гледај се, ние тоа го гледаме од една аспект што ни е многу интересно на нас, дека ај копачи отишле, тај копач диде там, тај треба, значи да копа земјата, треба нешто да направи. Значи он свесно уништува природата. Он свесно загадува природата со тоа. Имаме, ајде ќе се врнем на друга работа. Имаме еден, сите го викат водопад. Тај водопад не е водопад што е направен по природна база, тоа знаеш дека тоа беше помошна брана, гледаш на неја има отвори низ кои излаваше водата, тек на време со тај тињак што се е таложил и сега затворење имаме и добро, тоа е добро што е атракција што одат луѓе да го гледат, сепак тоа е една придобивка за Кочани. Што останува после на тие водопади, се знаете ли? Пак истото како и покрај контейнерите во Кочани. Пак свеста на луѓето затајува. Не само дека оставаат и дека не, туку ги демотивираат и оние луѓе кои имаат некаква свест да останат да живеат од. Чи мораме да најдеме начин тоа да го измениме, да го промениме. Пак кажам, со едукација пред се, но и со казни за тие што тоа не го почитуваат. Не можеме да очекуваме од некој што е заинает или не знам заради некој негов свој хир, не сака или да ги почитува тоа што го имаме сите заеднички донесено, дека ќе ја смени свеста. Нема да ја смени. Но затоа имаме комунални инспектори, имаме МВР, ако треба да се направи некоја друга, да кажем, полиција нека направат, важно, нека ги казнуваат луѓето и со тек на време, како и во другите западни земји, ќе дојде и ќе бидеме... Добро, толку ли му смета тоа, толку ли му смета тоа, ја не знам, горе отишол на викенд, значи отишол да се прошета, кутија од цигари, испразнила му се, стаи у джепо на првиот контейнер ја фрли. Таа кутија не фрлиш у природата таму, она има наоколу целофан, тоа е пластик. Тоа сето у земјата оде. Тоа сето земјата ја нарушува. Значи ние од такви поводи, од такви неразмислувања, значи не можеме да најдеме едно право решение. Ја пак ќе ти кажам, мислам дека се е до самата, како да кажам, тука на луѓето што има у главата. Една добра слика ми се случи пред едно месец дена на стадионот Никола Мантов у Кочани. Имаше пријателска утакмица од противнички клуб и играат деца што се од страна дојдени. Луѓето што дојдоа, ако ме веруваш што јадоа тоа што се у кесиња си собрава и долу првиот контейнер да го фрлат. Одлично. Кај нас ја тоа не сум го видел некој да го направи. Многу има ретко луѓе, ево што ги гледаш по трговскиот центар, хартијата ја носи у раката и првата корпа кога ќе дое фрлеа. Значи тоа е пас со ментален склоп на луѓето таму. Ја мислам дека ние тука сме многу малку разгалени сме. Некако нема казни, нема... Недобро во системот. Сега, тој што, например, се однесува така, ние го ставиме на стубот на срамот како некој што ги почитува сите прописи. Добриот го кажуваме дека е глупав, дека не може да се снајде, дека не знае да се снајде. Тие што ги кршат правилата, што не плаќаат даноци, тие се снаодливи. Така, како да кажам, линеарно тоа дојде и до една банална работа како што е фрлање на ѓубрето. Од една група на дечиња кога едно дете собира ѓубре за да го фрли во контейнер, исмејувано од другите деца, тоа го имам видено лично во едно училиште овде. Значи, уместо обратно, тој да биде на стубот на срамот што фрла, тој што собира и што сака да биде добар, е на стубот на срамот. Ние тоа мораме да го измениме. Тука е проблемот. Од таму да тргнеме и на крајот тие деца кога ќе пораснат ќе бидат добри жители и ќе на друг начин ќе се однесуваат отколку ние што сега правиме. Ама тоа е добро со децата да се отпочне. Има веќе гледам дечиња, се си зависи од родителите, пак ќе си кажам, тие дечиња ако и советуваш од дома како да се понаш надвор, дето надвор знае како да се однесува. Има деца у трговски што ево сведоци сме, там се многу често движиме, ќе земе ќе јаде сладолед, мислам овие ескимите што се тоа, ќе иде фрли го тоа што е остатоко, иде и хартијата иде фрлеа у кантата за ѓубре. Многу кидат до кантата за ѓубре, ама ќе фрлят до кантата. Те инат неки у кантата до кантата да биде. Зашо? Затоа по негово ќе биде, не може како некој друг што кажал. Тоа мора да го промениме од корен, и кај нас постарите и кај децата. Ако сакаме да добиеме средина како што се воскетуваме на во другите земји. Еве за Јапонија да спомнеме, таму после секоја утакмица кога на спортска утакмица, самите гледачи го чистат цел стадион. Ама тоа е знак на култура. Апсолутно. Тоа се луѓето од мали учат. У Кочани имаше пред еден период, ние беме пишувале дека, ако се каваш, дека имаше помор на риба од железнички мост надоле, збореше се дека поради слаб дотур на вода, сопрена водата, поради биолошки минимум. Тај минимум биолошки што е.
и дека ради тоа, меѓутоа, ја мислам дека не е само тоа. Едно време кај судо, ако се сеќаваш тука, од кај судо излаваше да многу нечиста вода. Да. Што беше реката на Прила Тињак Кај железнички мост. и железнички мост. Ја мислам дека од тамо. Имате ли вие сознание од дека тоа излава? Таму имаше зафат еден, мислам дека правеа некои цевки за канал. Добро. И дека тогаш ни кажаа дека тоа Тињак е од ископот кој си има правено за тие цевки, дека не е опасен, а дека стои и дека е такво како што беше лоша сликата е заради тоа што немаше доволно вода. Подоцна водостопанството Кочани мислам дека опушти тој дел и веќе беше исчистено, така да потоа немаше веќе таа И смрдеа. мирис има многу лоши. Некои зборија дека едно време неле колекторите се кај нас направија од мостот кај Собранието, па надоле се колекторите, нагоре е почиста водата. Нагоре нема колектори ставено. Ама па тоа ќе ти кажам, се си од луѓето зависи. Има случаи, те во село Четвртоци. Четврток е кај нас пазарише ден, сите знаат. А ја не знам, луѓето не може да земе, продава, да дозволиле му пато да го узурпира. Не да Боже некој да треба хитна помош, да му иде хитна помош, да го транспортират до болница, нема одека да помине. Тај додека да стигнат дома, тај 5 пати ќе обрне очи. Кесињата што продава ке робата, мрзе го да го стави у кесенци. У реката се е научил. Чека, сите го гледаме тоа, никој не реагираме. Треба да реагират, да. Инспекторите треба да реагират. Инспектор, редари си има за тоа. Или редари. Ќе ги пушти, па ако треба и од полицијата ќе ставиме луѓе што ќе наблюдуваат од друга страна, што ќе гледат и ќе му придат. Има, мислам од младите што се сега, што доваѓат на работа, па и у полиција, и у други работи, има луѓето такви што дечки што сакат да Тие даваат надеж дека можеби нешто ќе не биде. Па и да ти кажам, и тоа надежта е униона, надежта не бива. Ајде за да не да го лечуваме, ова е сепак прва емисија, така малку и со некои темички што начнаме с тебе. Сакам така, за да ја завршиме како што ја почнаме. Сдруженијето, ајде сега, кои се ви вашите цели? Имате период сега, доваѓат есенски дождове, доваѓат поладни температури, дека ако има загадување, знаеме дека воздухот не може тоа испарување да оде нагоре, него тука се таложи још пониско. Што планирате да направите овај период? Па ние за секоја аномалија за која сакаме и ја ставаме во јавноста како, не знам, битна, ние пробаме да најдеме и адекватно решение и се трудиме да бидеме во комуникација со разноразни експерти во тие области да ни дадат некои, да кажам, креативни идеи како би ние предложиле на локалната самоуправа за решавање. Конкретно спомнавте за сламата што го палат земјоделците. Значи, ние имаме казни за палење на слама и тоа е во ред, но ако не му даеш на земјоделецот алтернатива, тој нема друга алтернатива освен да ја пали. И тука имаме судир. Значи, ние мораме да најдеме прво алтернатива за сламата, па потоа да тражиме да се прави реперкусија кон тие што ја палат. И во тој сегмент... Мислиш за страништата што ги палат? За страништата и за сламата која станува од оризот. Само ќе те прекинам, ќе извинјаваш. Страништата, палењето и сламата, уред е, ама треба да се, ја мислам, тие луѓе што планираат тај ден да палат, треба да информираат полицијата и да информираат пожарната, да се има бар по еден човек присутен там на лице место. Ути може многу несакани последици, веќе се сеќаваш се една година дека до бензинската помпа кај Чишиново беше на 10 метра до ово што се им резерварите за гориво дојден пожар. Тоа може еколошка катастрофа да настане. Тоа никој не го мисли. Апсолутно, затоа и кажуваме дека ова е една тема која мора да се реши. Значи има повеќе начини како тоа може да се реши. Сега, например, во последно време збориме дека енергијата е многу битна. Ние имаме, например, сега термоцентрали кои работат на биомаса и кои може со биомасата од овој отпад што го имате од земјоделците и плюс некој дополнителен да се произведува струја која на Кочани би била сега добро дојдена во овој период. И за тоа веќе имаме и понуди за инвеститори како ќе пројде сето тоа. Не сум сигурен бидејќи ние само даваме предлози, даваме решение дали ќе пројде или нема, ќе видиме. Втора работа е да се испрска сламата со препарати кои таа ја претвараат во вештачко ѓубре, што исто така е добро. Трета работа е како во Италија да ставиме сецкалки на самите комбајни кои ќе прават прашина и тогаш за многу брзо таа слама ќе биде во земјата абсорбирана. И четвртата да се пали контролирано, значи едно од овие 4 решение за трајно решение за сламата и ако после тоа веќе имаме кршење на регулативата, тогаш треба казните да бидат ригорозни. А сега во овој случај само ќе се игра брканици како глувче и мачка и тоа ќе трае вечно без никакво решение и ние нонстоп ќе збориме во јавност, во земјоделците се бранат оправдано на начинот на кој што се бранат и така добиваме конфликтни состојби. Значи
системски треба да ги решаваме работите една по една. Дали е тоа можно? Сите да бидеме задоволни на некој начин. Сите. Така тоа го зборевме и за фабриката за ППН, ние не рековме сите да останат без работа. Цело време збореме дајте тој менеджмент каков е, таков е. Филтер нека стае, само нека филтер. потроше пари и сите луѓе нека си работат, тоа е нормално. Нити се прва, нити последна фабрика во Европа која што работи на тој начин. Че има начин за решавање, само се е до кој колку сака да даде финансија. А сето тоа друго е така мерење на моќта, дали сме ние помокни, тие помокни да решиме ова таа состав. И тоа ќе биде во секој сегмент од општеството. Значи ние мораме да најдеме начин да почнеме да ги решаваме системски овие работи. Ние стоиме на располагање 24 сата за се. Секаде кај што има се случило нешто, ние сме били присутни од пожарите до било каде. И тоа мислам веќе го имате забележано. Така да ние ќе продолжиме на овој начин. Ние собиравме подписи за да ги носиме по амбасадите во врска со овој проблем со Пепермил, бидејќи имавме забележано многу аномалии кои ние не најдовме соговорник во Македонија каде што можеме да ги поднесеме. Не ги поднесовме затоа што во меѓувреме тие престана да работат и сега не знаеме што понатака ќе се случува. Бидејќи ако тоа е ставено ад акта, нема што понатаму да збориме на темата, доколку не е, ќе продолжиме додека не го решат на адекватен начин, не да затворат, нека го решат сами, нека си продолжат да работат. И на тој исти начин треба сите да се повинуваат, сите фабрики во оваа држава. Што во следниот период следува, како што видовме дека не само кај нас и во Европа ќе има енергетска криза, таа енергетска криза се разбира ќе ги врати старите технологии, значи јагленот ќе дојде пак, мазотот ќе дојде пак. Очекуваме нарушување на животната средина, колку и на кој начин тоа државата ќе осреди, ќе гледаме и ќе следиме и ќе се вклучуваме колку можеме и на кој начин можеме. Зоки, вие продолжувате со вашата работа, ама јас се надувам дека јас со оваа емисија што беше денеска прва и ја ќе продолжам понатам да работам, ќе има гости у емисијата Разговори со Џони, така е крстена емисијата. И сакам да ти кажам прво едно големо благодарност и да ти кажам дека ќе ви бидам отворен секој пат кој ќе имате проблеми да можете да се јавите да гостувате у една емисија. За целта на емисијата не е да се представам јас, на мене ми е целта у емисијата да помогнеме на луѓето, да ги регулираме, значи настанатите проблеми што се у општината. Ја рачунам да имам гости и од спорт, и од музиката, и тоа за личен нейни живот да зборам. Тоа е други теми. Меѓутоа секој пат примерни у емисијата на мене би биле темите што ги засегат граѓаните на Кочани. Од чист воздух, од безбедност, да не кажам, ама од се што имат проблем, од економија, од ненаправени улици. Секој пат ќе гледам да најдам некој соговорник, отворен како тебе, што отворено зборе, што никој не напаѓа, а сака да се решат проблемите. Зато уште еднаш ќе ти кажам фала што беше гост у првата моја емисија и отворен сум за потомашна соработка. Ми беше чест и задоволство и беше многу пријатно во студио. Се надевам дека во иднина пак ќе се гледам. Благодарам. Пријатно.